Добро утро, се враќаме со содржините на утринската програма по првите вести во 8 часот. На нова тема, некаде до 8 часот и 30 минути, ќе отвориме со прилогот на колегата Мартин Николовски. Австралија стана првата земја во светот која што ги забрани социјалните мрежи за деца под 16 години. Премиерот на оваа земја изјави дека ова е историска одлука и ќе промени една цела генерација. Деталите во продолжение. Австралискиот премиер Ентони Албанезе изјави дека забраната за користење на социјалните мрежи за деца под 16 години, која стапи на сила, представува една од најголемите општествени и културни промени, со кои досега се соочила неговата земја. Албанезе се обрати на јавен настан посветен на забраната на социјалните мрежи пред активисти, семејства, деца и официјални лица, кои се одржа во неговата официјална резиденција во Сиднеј, Кирибли Хаус. Ова ќе направи огромна разлика. Тоа е една од најголемите социјални и културни промени со кои се соочила нашата нација. Тоа е длабока реформа која ќе продолжи да оддекнува низ целиот свет во наредните месеци, за да и помогне не само на оваа генерација, туку и на идните генерации. Станува збор за тоа нашите семејства да ја вратат контролата. Технологијата може да има неверојатно влијание врз олеснувањето на нашиот живот, но важно е, како што се развива технологијата, луѓето да ја задржат контролата. Експертите изразија загриженост околу справедливоста на оваа политика, но Албанезе истакна дека таа веќе е успешна затоа што ги поттикнала важните општествени разговори. Министерката за комуникации на Австралија, Аника Велс, вели дека забраната ќе промени една генерација. Денес менуваме една генерација, денес менуваме една култура, денес ги менуваме животите на подобро. Со години светот дозволуваше да постои идејата дека интернетот може да има поинакви правила од реалниот живот, дека некако може да биде слободен простор, нерегулиран од вредностите според кои се управуваме. Луѓето што премиерот ги собра овде денес се токму оние кои одбија оваа дилема да ја остават во рацете на некој друг. Вие сте луѓето што ја презедоа оваа борба и побараа децата да бидат пред компаниите вредни трилиони долари. Ова е и за родителите чии што деца денес не можеа да бидат овде. Австралија ја воведе првата ваква забрана во светот. Според законот, на деца под 16 години им е забрането да имаат профили на Facebook, Instagram, Kik, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube и Twitch. Не очекуваме совршенство, затоа предвидовме одредени отстапки. Спроведувањето ќе биде насочено кон системските пропусти, потемелни истраги според наши услови и во наше време. Овие изолирани случаи на тинејџерска креативност за обиколување, лажно представување и други гениални начини со кои луѓето неизбежно ќе ги поместуваат границите, ќе продолжат да ги полнат страниците на весниците, но тоа нема да не обесхрабри. Ние играме на долги патеки. Платформите се соочуваат со казни до 49,5 милиони австралиски долари доколку не преземат разумни мерки за отстранување на тие профили. Компанијата Meta, која ги поседува Facebook, Instagram и Threads, прва реагираше меѓу технолошките гиганти, започнувајќи уште минатата недела со исклучување на профили за кои постои сомнеш дека им припаѓаат на малолетни деца. Оваа тема ќе ја продолжам со разговор во студиото. Добро утро за психолог Мирјана Јовановска-Стојановска. Добре ни дојдовте. Добро утро, добро ме најдов. Веднаш ќе се надоврзаме на темата, нема потреба од голема најава, бидејќи самиот прилог беше најава за тоа што ќе го зборуваме во студиото. Како гледате професионално на целата оваа идеја? Дали психолошки може да се поддржи една ваква забрана? Комплетно, мислам, што се однесе од мене како човек, како мајка, како баба, како професионалец, потполно ја поддржувам ваквата политика, да се забрани на децата под 16 години да имаат такви профили, било какви, затоа што не ја гледам прво практичната корист од тоа, а второ има баш голема корист во развојот на детето, во начинот на функционирање и во елиминирање на сите штетности кои интернетот, за жал, тоа е многу една голема добивка на нашата цивилизација, ама во исто време и голема штета.
Кои се најчестите психолошки ризици за децата кои што користат социјални мрежи под 16 години? Австралија е држава која што ја направи забраната, меѓутоа па гледаме и кај нас и во регионот се зборува, нема потреба од тоа, родителите треба да ја превземат контролата на тоа што прават нивните деца на телефоните. Невозможно. Значи, како да се преземе контролата? Да се детето, прво родителите не се 24 часа со детето. Детето оди во училиште, они одат на работа, а и кога се дома си има некои обврски кои родителите треба да ги завршат и е невозможно родителот да биде и да сака и да може, значи нема вистински начин како да го направи тоа, он да биде контролорот што детето ќе работи. Ако му е дозволен пристап на социјалните мрежи, детето ако не отиде оно лично, ќе отиде кај другарчето, со другарчето ќе го направи тоа. Ќе излезат надвор да играат, кој може да ги контролира децата што играат надвор. Мислам, ние не сме оделе на интернет како деца, ама нашите никогаш не можеа да знаат што правиме и кај сме отишле. Така и за ова. Така да мислам дека ова државава што го презема, власта таму, е нешто што е многу одговорно и за поздравување. Да, они си ја земат одговорноста како ќе си ги одгледаат следните генерации на деца. Дали ваква целосна забрана пак може да доведе до обратен психолошки ефект, поголема желба за користење, па веднаш и после првиот ден од како ќе наполни 16 години, некако доаѓа до некој простор кој што е недоволно познат за него? Па, мислам дека до 16 години веќе ќе научат што е тоа како е, не дека нема никогаш да видат, ќе најдат начини, секогаш постојат начини како нешто ќе се дојде до нештото. Ќе им биде тешка работата како да ја задржат, да ја додржат оваа забрана, да не се случува навистина, да децата најдат начин како да дојдат до овие мрежите. Прво, има еден развоен тек низ кој поминуваат децата и имаме многу теоретичари и психолози кои кажуваат низ каков све развој поминуваат децата. Тоа е психосексуален, интелектуален, социјален развој, емоционален развој. И сите овие развои доведуваат до еден специфичен начин како детето функционира. Малото дете не е малечок возрасен, него баш е специфично ништо што поминува. И една од одликите, од карактеристиките на начинот како децата функционираат е дека не може да прават точна разлика помеѓу фантазијата и реалноста. Така. Сега, постои ли возраст на која мозокот на детето е особено чувствителен на влијанијата од социјалните мрежи? Па цела оваа возраст под 16 години значи, сите тие 16 е многу години. чувствителен, затоа што и мозокот се наоѓа во една фаза на својот развој. Нели да знаеме дека 25-та година е фаза кога се миелизираат, нели нервните влакна би требале да се покријат со една масна обвивка која ќе го стабилизира работата на нервниот систем, пренесувањето на информации, ќе го заштити во исто време. И се додека трае тоа биолошки е докажано, значи тој развој, ние треба да внимаваме колку часа некој ќе седи пред екран, како ќе размислува на начинот, како ќе ги користи тие социјални мрежи, како она што е најопасното во тие социјални мрежи дека младите влегуваат во многу стапици кои се специјално за нив создадени. Значи, да, интернетот е одлично нешто што ние не треба да се лиши никој во животот. Најверојатно и дека децата ќе им биде дозволено да пребаруваат, да најдат информации, да зборуваат, да најдат. Али социјалните мрежи не гледам дека прават некоја корист па. Сега, многу родители чувствуваат дека губат контрола на дигиталниот живот на своето дете. Да се вратиме сега тука на домашен терен. Австралија е позитивен пример на држава каде што и големи казни и репресивни мерки навистина даваат резултат како се гради еден систем. Ние се уште тука нели борба водиме со тоа дали треба или не такви повисоки казни и мерки. Меѓутоа, ако се вратиме на домашен терен, што би им препорачале на родителите тука? Факт, ги имаме социјалните мрежи. Факт е дека имаме навистина и многу неубави содржини таму, имаме навистина и
неубави приказни на луѓе кои што се предатори и слично. Значи секога ќе ставиме на куп. Што е тука препораката за родителите дома? Што е да препоракате? Аз некои родители кои доаѓаат кај мене или вака што ги познавам, слушам дека постојат некои начини како може да се контролира телефонот кој ќе им го дадат. Да, кои достапот на мрежите, користат, па не знам кои апликации и така. Ама ако родителот го прави тоа со своето дете и другите 20 деца од класот не е, детето се осеќа како да е казнето, мислам личен пример, сум видела тоа како, дека е казнето, издвоено, дека него не му се дозволува нешто што е пристапно за сите други, се чувствува изолирано од своите врсници заради тоа што они одат, си прават муабети и не знам што, оно не може, или му е времето ограничено. Значи тоа би било убаво е да биде една севкупна политика, нели, сеопфатна за сите, не може и дека луѓето ќе се привикнат на тоа дека не може. Ќе го почитуваат. Па се надевам дека ќе го почитуваат, нели, ама секогаш има, кога ќе се донесе некоја забрана, секогаш има многу некои паметни што ќе најдат начини како да ја заобиколат за таа забрана, еве како што е нашата случај сега со камериве и со тоа. Значи никој не вика добро, барем сега ќе бидеме побезбедни и луѓето ќе почнат 50 да возат и нели чудно ние малце сега е свет по-споро. Не, првиот ден кога се објави тоа, ние добивме понуди да купиме апаратчиња што ги откриваат камерите. Мислам, тоа ќе биде сигурно и со интернетот и со достапот на мрежите, ама нема да биде во толкова огромна мера достапно за децата и да можат тие со сати да поминуваат таму и да го прават тоа ноќе, зашто кога ќе легнат родителите, ќе му кажат време е за спиње, ќе се изгасни светло, секој во свој кревет. Кој ќе знаеш ти детето до кога ќе седи на телефон или на мрежите? Дали е подобра забрана, ограничување или дигитална едукација? Колку дигиталната едукација на години до 16 би дала ефект? Мислам, ова би требало да иде све заедно. Заедно во смисла дека децата треба да знаат што е се социјални мрежи, треба да знаат како се користат и треба да знаат зошто не можат они да одат на тоа. Значи, не да му се каже нема да одиш, затоа што ја така велам, додека си во мојата куќа ти така ќе работиш, после што сакаш прави, кога ќе пораснеш и така. Значи, обично таа една реплика што оди кај многу родители. Треба да оди таа едукација. Што е тоа социјални мрежи? Значи, ние би требало да имаме во сите училишта такви припреми на децата. Прво, за начинот на користење на интернет, затоа што не само социјалните мрежи се опасност. Ние често гледаме на Дизни канали кај што има порно сајдови прикачено. Ние треба да им кажеме на децата за целокупното користење на интернетот, што е добро за нив, а што не е добро. Ова е нешто како на ниво на откривање на атомската енергија, нели? И направено е по тоа да не може на сите да им биде достапно, затоа што тоа може да направи огромни штети, нели? Мислам, штети милионски или тоа. Така да некој го регулирал тоа, за да ги заштити луѓето. Сега што тие ги земале мокта во своји раце заради тоа е друго, ама исто со интернетов ние треба да се заштитиме и треба да знаеме што е тоа од што се штитиме. Децата треба да им биде многу јасно, да не остане темно сиво поле кај што они не смеат да одат, па ќе мора да дзиркаат. Не, може да биде и отворено, може и заедно, еве родителот, јас имам мрежа, дојди со мене, ќе седиме на Facebook, ќе седиме на тоа. Заедно да можеш да користиш мојата апликација, или можеш да видиш како изгледа сето тоа. Интересен е феноменот, јас гледав и изјава на родител од Австралија, вели добра е забраната затоа што очигледно е дека алгоритмот на социјалните медиуми ги форсира луѓето кои што произведуваат содржини, кои што се малку, кои што се косат со вредностите во кои што општеството сака да живее. Сака да каже дека не знам сега како да се изразам, меѓутоа оние содржини каде што се навредува некој, каде што има караници, каде што има моменти на насилство, слично, едноставно содржина без содржина, интернетот, социјалните медиуми, нивниот алгоритам ги фрла горе. И тие се најгледани, најпопуларни. Луѓето едноставно заработуваат на TikTok од тоа. Сега
Тоа е добро некако оправдување на родителот ако така размислиме. А што покажува вашата практика за дома? Кажавте дека имате доста консултации со родители и слично, на што најмногу се жалат на проблеми родителите поврзани со социјалните мрежи? Контрола на тоа што гледаат нивните деца, што бараат совет од вас? Па обично доаѓаат, например, да се пожала дека прво времето поминато на социјални мрежи е многу долго. Дека детето не може да се откачи од телефонот, од таблетот или од компјутерот, дека е постојано во тој свет. Значи, доаѓаат во некои екстремни веќе ситуации, кога навистина гледаат дека не можат они ништо веќе да направат, не може да го контролираат, и покрај тоа муабети и забрани, детето пак истото го прави. Затоа што, како што реков, децата не ги разликуваат реалност и фантазијата. И фантазијата, кога им ја сервираш, они веруваат во тоа. Затоа стануваат многу лесно жртви на се. Значи, огромни заработувачки на сите тие инфлуенсери, на сите тие што прават такви содржини. Нели имавме напади, тоа како бранови доаѓаат на различни игри, синиот кит, па не знам кој, па сега чита во Америка, таму има 786 ли како беше некоја бројка која ги наведува децата да дури на самоубиство. Значи, тоа постојано се шири и се е тоа за некоја популарност, за некоја заработувачка или за некои психопатски структури кои на тој начин се изживуваат и така. Децата се, значи, мета на многу предатори од најразлични причини и облици. И ние, наша обврска е како возрастни да ги заштитиме. Значи, ништо нема да му биде на детето ако до 16 години не може да има профил, ако немаат сите. Значи, ако им објасниме зошто е тоа така. Преголема одговорност му се дава на родителот. Општество функционира на ваков начин, сега родителот е тој што треба да дојде се Значи, они ќе направат, јас сум сигурна, во 99% случаи родителите ги сакаат своите деца и спремни се да прават за нив. Ќе направат се што можат најдобро. Затоа, али не се можни, се могучи да можат они да направат чудо некое. Значи, ако ги лимитираат, децата се чувствуваат отфрлено. Ако им дозволат, децата влегуваат многу стапици. Значи, добро е едно вакво глобално решение на ниво на целата земја, каде што ќе се стави лимит на тоа колку се оди, како се оди, што се прави. Значи, децата пак меѓусебно ќе се караат, пак меѓусебно нешто ќе прават, ама нема да ставаат видеа на интернет. Или кога се скарал со девојката, фотографиите што претходно ги сликал, ги ставил на интернет. Значи, тоа се случува. И сите тие работи алгоритмот ги фрла горе како најгледани, како најкоментирани, а многу, например, научници, многу убави работи, се гледав и ранг листи, се на дното по прегледи на тоа што алгоритмот го покажува, па затоа можеби е време да се размислува на тоа, бидејќи и во Австралија убава констатација велат дека социјалните медиуми денеска го формираат идентитетот кај малолетниците наместо како што било некогаш средината и семејството. За крај, која е вашата финална препорака за родителите? Како да создадат здрава, балансирана, безбедна, дигитална средина на за своето дете со сегашните услови? Па можда знаете како тоа би требало некој дигитален стручњак да знае точно како. Психолошки аспект како да се постават. Од психолошки аспект за дигитална безбедност, јас сметам дека родителите треба дигитална психолошка безбедност, ајде така да се изразам, да не се чувствувате содржини што не се врзани со мрежите и со интернетот, дружење, заедничко излегување, заедничко поминување на време, играње заеднички игри, гледање на заедничка телевизија, игри дури и на интернет што се игри или на PlayStation или било што, заедно да ги изиграме, односно да бидеме дел и ние од животот и од детството да отидеме заедно на интернет, да одгледаме нешто, да побараме нешто, да знаат како да пребаруваат, да знаат како да го користат ChatGPT, како да ги користат сите алатки. Значи заеднички да го живееме животот. За да децата бидат безбедни, ние како родители треба да бидеме присутни во нивните животи. И ние да внимаваме што гледаме на интернет. И ние да внимаваме што гледаме, ама и тоа да ние го правиме, да го живееме животот со нашите деца. Да, знам дека сме преморени, премногу работа, нели, ова модерно време бара многу од нас да дадеме за да, нели, го реализираме нашиот живот,
ама децата се нашата одговорност. Ние решаваме да ги донесеме на овој свет и наше е, обврска е до 18 години, барем и законска обврска, да направиме се што можеме најдобро, да бидеме дел од нивниот живот, заедно со интернетот, заедно со тоа што е све. Колку повеќе им даваме можности, зашто ниедно дете, ако е во добро расположение, нема да го замени интернетот за гушкањето или времето со родителите. Така. Ако тоа се случува обратно, тоа значи нешто треба да се коригира. Да се таму. вклучи алармот, па и да се побара нели стручна помош, Сигурно. консултација. Затоа и така го Би завршивме било разговор. ништо нема лошо во тоа да се побара помош, да се разговара, односно да се преструктурира начинот на кој што функционира можеби цело семејство. Тоа е како што ние сега си разговараме, така изгледа и помошта од психолог и за овие работи. Па да, мислам, психологот ќе биде модераторот или фасилитатор или некој што, ќе го погледне семејството, заедно со нив ќе разговара. Децата и Зашто родителите, секој семејство си е специфичен начин како тоа си функционира. Психологот ќе биде таму само како катализатор на процесот што треба да се одвие во семејството, ќе им помогне да ги создадат некоја основа, некој начин на функционирање што ќе донесе да сите членови во семејството се чувствуваат многу подобро. Ви благодарам, секогаш е чест да се разговара со вас. Навистина верувам дека помогнавме на родителите со советите кои што ги слушнавме од ваша страна. Благодарам за гостувањето. Па ви благодарам и ват. Имам еден последен совет. Секогаш што и да преземат родителите, да помислат на тоа колку си ги сакаат децата. Своите деца. Благодарам уште еднаш многу за